дека сите парламентарни партии се искрено посветени на доброто на Република Македонија и дека ниту една партија нема ексклузивно право да зборува од името на народот, тоа мора да биде постулат и аксиом на нашата работа. Затоа мора да се прекине и со взаемните паушални обвиненија и со поделбата на предавници и патриоти. Ако било кој пратеник навистина беше предавник, тој би бил во затвор, а не во собранието. Ако било кој пратеник навистина беше мафијаш и криминалец, и тој ќе беше во затвор, а не во собранието. Ако политичките партии на албанците од Македонија навистина работеа против интересите на Република Македонија, со нив немаше да преговарат ниту ВМРО, ДПМНЕ, ниту пак СДСМ. Сите слични квалификации мериторно ги донесува само судот. И секој пратеник кој ги употребува ја валка својата функција и прави кривично дело. Јас лично не би легол во собранието во кое како пратеници седат мафијаши, криминалци, непријатели на Македонија и предавници. Сепак дозволувам дека некои пратеници искрено веруваат дека декларацијата на партиите на албанците од Македонија ја загрозува Република Македонија, македонскиот јазик, уставниот поредок и така натаму, што само по себе не ги прави патриоти. Како што исто така дозволувам дека некои пратеници и граѓани исто така искрено се убедени дека нема основа за таквите стравувања. Тоа мора да се предпостави. Што пак нив не ги прави предавници. Патем апелирам до собранието веќе да не се употребува пежоративната флоскула тиранската платформа, затоа што не постои документ со такво име. Но и заради документ со такво име не постои, но и заради почитувањето на колегите пратеници од албанските партии, кои молат да се нарече онака како што тие го наречуваат. Останува меѓутоа клучното прашање. Како да се пресуди што навистина овој документ значи за уставноста на Република Македонија, и тоа е она околу што ние расправаме. Минарев торба не се крие. Не постои ниту еден правно валиден аргумент за отфрлање на декларацијата, ниту за нови избори. Законски може да се предлага се. Коалиционите партнери можат да договорат било што, но секој предлог и секој договор на крај ќе мора да помине низ собраниската процедура и да добие зелено или црвено светло од правните инстанции на државата. Сите барања и коалицијските договори спротивни на законот во тој случај ќе бидат одбиени. Но за да се отвори торбата и за легитимно да се оценат само реченицата, оценат, прифатат или одбијат барањата, ќе мора да се почитува законот и да се конституира собранието. Парламентарното мнозинство е конституирано, почитувани колешки колеги, пратеници, ве повикувам од името на патриотизмот и во најдобар интерес на сите граѓани на Република Македонија и на државата, час поскоро да ја изгласаме комисијата и да го избереме председателот на собранието, за потоа во отворена дебата да дојдеме до јасен став за спорната декларација и карактерот на барањата содржани во неа. Благодарам јас.